Здраво, Шкорпи! Ајде да видиме што носи месец август за вас. Повторно, генерални толкувања, значи за сите од вас, за многу од вас, за сите полиња буквално од животот, затоа обидете се да препознаете што е за вас и која порака во кое поле може да го најдете местото. Пред да започнеме, кратка информација околу неделните пораки, неделните толкувања. Значи, на нашата Facebook страница Gold Tarot MK, таму во недела обично ги постирам неделните тарот толкувања, меѓутоа тоа се постови, не се видеа, и тука може да прочитате една-две кратки, но поважни пораки, нешта што ќе обележат неделата која предстои. Значи, за сите што ве интересира и сакате да и сте во можност да прочитате по нешто, Gold Tarot MK, Facebook и уживајте. Ајде сега да видиме август и вие Шкорпиите. Овој месец пред се и најважната енергија која се провлекува буквално во секоја порака е страст. Вам овој месец ќе ви обележи некаква страст, некакви страствени активности, действија, пораки, ситуации. Пред се вие сакате во август да оживеете некакви страсти од минатото. Вие сакате нешто кое веќе го нема, не постои. Значи, ова не го нема. Меѓутоа го имало во минатото. И сега правите се што можете, или пак се уште не правите, но буквално мислите ви се окупирани околу тоа да го оживеете ова нешто што постоело во минатото. И сега смислувате, креирате идеи, планови, мисли, работите на случајов, како вие да оживеете. Се може да биде, значи буквално во било кое поле, може во работата, во домот, во семејството, во врската, но јас овде го гледам во врските. Вие сте биле во некаква врска, може би сега некој период не сте заедно и сега вие сакате повторно да се вратите на тоа и сакате да изнајдете начин како да се вратите. Мислам дека оваа врска се прекинала заради нееднаквост. Се прекинала заради нееднаквост на било кој начин, да, нееднаквост може да се толкува. Може би едноставно не сте биле на исто ниво, емоционално, не сте биле материјално на исто ниво. На било кој начин не сте биле на исто ниво и одлуката била донесена да се прекине. Постоела поврзаност, постоела некаква конекција, постоела некакви емоции овде, но нештото се прекинало, ете кажав, заради нешто. И сега вие стратешки планирате и размислувате, не е ова нешто избрзано и макар што понекогаш ви доаѓа така избувливо нешто да направите, нешто наеднаш, затоа што немате трпение понекогаш, но одлучни сте ова да го истерате стратешки, со планови и со внимателни постапки. Она што ќе се случува во август е дека вие ќе добиете идеја, ќе добиете инспирација како ова да го направите и ќе постапите многу мудро, многу способно ќе постапите кон ова, ќе пристапите кон ова. Ќе се чувствувате како ама и другите ќе забележат и ќе забележи другиот дека сте почнале да го достигате нивото кое се бараше од вас, кое е потребно. Значи, кажав, буквално може да биде во се, може во љубовта, меѓутоа може да биде ова сето и во работата. И сега кажав,
веќе го постигате нивото и го постигате, да, самите со ваш вложен труд, меѓутоа го постигате и на начин кој ви е дадено нешто. Вие буквално во раката држите нешто со што можете, кое ова ќе биде некаква алатка, некаков метод со кој ќе го постигнете нешто. Ќе ги разбудите страстите, тоа е сигурно. Ќе предизвикате емоции, и тоа е сигурно. Но понекогаш се чувствувате несигурни и имате стравови. Имате стравови дали од другата страна ова ќе биде препознаено дека е вистинско овој пат. Дека е на ниво, дека го има капацитетот и потенцијалот. Понекогаш имате стравови. И сега, кон што целите и кој е овој, ако е човек, ако е личност, може би е стрелец, а ако не е стрелец, може би е некоја совршено избалансирана личност. Кај оваа личност нема несигурности и нема незнаење, нема како да ви кажам, ова е совршено избалансирана личност. Значи, совршено добро се снаоѓа во секое поле од животот, во секој аспект, во секоја ситуација. Затоа што е способна, не е затоа што нешто импровизира, воопшто не импровизира. Оваа личност или пак е ситуација, е совршена ситуација. Меѓутоа, овој пат, ако е личност, ќе биде малку неодлучен. Ќе биде малку неодлучен затоа што пак нештава од минатово не му даваат причина да ви верува или пак не му даваат причина да ви дозволи да му го представите ова што имате, да му го кажете и да му го представите. Но вашата труд, вашата вредна работа ќе се исплати и, кажа, полека го достигате веќе нивото, а тоа не може да биде незабележано. И сега она што ќе се бара од вас е многу внимателно да се посветите на некои детали. Има овде детали кои вие треба многу внимателно и грижливо да ги сработите за нештата за да ги постигнете плановите и целите. Вие тој ќе го направите. Јас верувам дека ќе го направите, затоа што за некого ова е порака како да постапите, а за некого информација дека така и ќе биде. И јас ве гледам, знаете, вие сте свртени на различна страна, гледате на различна страна, што значи интересите веќе ви се на различна страна, иако вие се знае кои ви се целите, меѓутоа полека се приближувате еден кон друг. Значи, ако е човек, ако е ситуација, се приближувате кон ситуацијата, затоа што овој магнетизам, оваа привлечност, оваа енергија, оваа страст која се чувствува овде не може да не привлече. Ќе привлече сигурно 1,000,000%. Меѓутоа, кажав, ова ќе биде месец кога вие многу треба да се посветите на детали. Буквално на најмалите ситници. Ако е нешто во работата, внимавајте на ситниците, како да го изведете ова совршено добро, да не направите грешка. Ако е во љубовта, исто така, внимавајте на детали, бидете грижливи, бидете внимателни. Буквално во секое поле, каде ќе ја најдете поракава, внимавајте на најситните детали. И полека, кажав, се приближувате. Полека нема да биде ова ништо брзо, нема да биде ништо наеднаш, меѓутоа полека, но сигурно. И бидете упорни, бидете истрајни, затоа што ова гарантира успех. Ова гарантира сигурен успех. Затоа ако некојаш случајно дојдете до некаква таква мала мисла дека дали вреди воопшто окутрот, вреди,
вреди 100%, ви кажувам, вреди. Ова носи навистина големи успеси. И сега некои други од вас, повторно страст, повторно некакви страстни страсти, големи страсти кои ги сакате да ги оживеете, сакате нешто. Може би вие подготвувате изненадување за некој, и повторно овој некој е или стрелец, или таа совршено избалансирана личност или ситуација. И сега си ги гледате можностите, си правите планови, пресметки, што ли да направите, што имате вие можност и моќ да направите, и почнувате полека да одите кон целта. Во оваа порака дефинитивно се работи за љубов и еве го исходот. Ова е сродна душа, ова се луѓе кои е судено, е запишано некаде во звездите да бидат заедно. Може би, кажав, сте се разделили на некој период, може би пак за некој од вас не се работи за разделба, туку се работи за ситуации кои сакате да ги вратите од минатото, и сите вие што планирате нешто да вратите од минатото, да разбудите некакви страсти, да вратите ситуации кои сте ги имале, тоа ќе го направите, ќе бидете многу вредни, многу внимателни, многу способни, и благодарение на сета ваша способност и труд и желба, вие ќе си ги исполните целите. Некои други од вас нешто се случило што е разнишало сигурноста ваша, дали материјално, дали емоционално, или пак нешто во бракот, во врската, и се случило нешто е разнишало сигурноста и стабилноста. Меѓутоа, со помош на некој партнер од сродната душа, некој со кој сте заедно во ова, ќе смислите некакви планови, стратегии, ќе тргнете во битка, значи метафора, под наводници во битка, и ќе склучите некакви договори, некаков пакт, некакво сојузништво, и заедно ќе се изборите. Ќе биде малку тешко, можеби, на моменти, ќе биде малку, можеби методите што ќе бидат искористени ќе бидат малку сурови и ладни, без емоции, меѓутоа исходот е буквално радост, среќа, успех. Ќе се зачне нешто после ова. Ќе се зачне нешто што има потенцијал да стане големо, да се развива, да донесе радост, среќа. Мислам дека и многу од вас во август месец ќе стапат во брак, ќе добијат понуда за брак, ќе бидете запросени или вие ќе запросите некого. Значи, тоа е една исто голема порака дека многу шкорпии ќе влезат во брачните води во август месец. Како и да е, овој месец во секој случај може да го опише само зборот страст. Значи големи страсти. Драги шкорпи, се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!